Насилството во училиштата се намалува, барем според анкетата на Медјаши, и тоа за цели 12%, споредбено меѓу 2011 и 2012 година. Како клучна ја посочуваат комуникацијата меѓу учениците од различни етнички заедници, а причината за насилството ја гледаат во прелевањето на општествените фрустрации во училишните клупи. Пиштоли, палки, ножеви, физичко и психичко насилство, убиства. За жал, последниве 2 години сликата во училиштата е се уште иста, смета директорот на првата детска амбасада Медјаши Драги Змијанац. Сите фрустрации, сите недоразбирања кои се случуваат во општеството се пренесуваат и прелеваат во училиштата и тоа се рефлектира директно на учениците и тие се жртви на ова отсуство на добра комуникација и добро владење од страна на одговорните државните институции, од страна на законодавниот дом, од страна на политичките партии, од страна на медиумите. Резултатите од истражувањето покажуваат дека процентот од 2011-та во однос на 2012 година е значајно намален, односно дека перцепцијата на меѓуетничките тензии од 48% во 2011 година значајно се намалила на 36% во 2012 година. Резултатите од истражувањето покажуваат дека постоењето на комуникација помеѓу учениците од различни етнички припадности е базичен фактор кој влијае на вкупната клима на односите помеѓу учениците во средните училишта. Перцепција на насилство, било да се видени, било да се слушнати, е по-фреквентна, повеќе е изразена во така наречени хетерогени училишта. И некаде околу 90% е присутно. Значи 90-93%. Во хомогените училишта помеѓу 60 и 70%. Од Медјаши вела дека проектот Мировно образование и покрај сите тешкоти и бариери на кои наидува, дава кревки, но охрабрувачки резултати.